Ќе ви пеја. Не, сега да не пее. За кажам, можеш што бе. Афу не пее. Карај. Дома, ако има баба, знае приказни, знае македонски приказни и песни. Малце много знае. Нема да се срамуваш, каже пет речи. Как да кажа, бе? Каже, знае много. Афу не пее. Кој да каже? Кој сакаш? Кој сака? Баба ми што ќе ни кајсе се беше по македонски. И приказни по македонски, и песнички, и се по македонски. Ја имам глас сега на 2 години да пеем. Мама по некој пат, кога прашаме некој песна, се забрајва. И така многу пати, така од самта му греде, и му велам, чекај мама, ќе одам, ќе ја пишам сега, за да не забрајме. Мајка од време на време кажуваше песни, што арно што се писаа вие песни, има наши луѓе што ја писаа, да кажем. Застани ќе го Кажмо. Дај ми бабо колача, да сачинам јуначе, да си одам по дружина, да нема изеда пес за газина. И ќе дојам. Во целокупното македонско фолклорно наследство, фолклорот од Егејска Македонија зазема значајно место по обем и по различност на мотиви, а највеќе по својот квалитет. Европските научници велат дека ако сакате да разговараме за македонскиот идентитет, тогаш треба да тргнеме од народната култура на македонците од Егејска Македонија. Зошто? Затоа што таму се наоѓаат и се уште се наоѓаат најархаичните елементи на македонската култура. Првите записи на македонски народни умотворби потекнуваат од Егејскиот дел на Македонија и тоа уште од 16-тиот век. Имено уште во 16-тиот век еден висок службеник на Римската црква, менувајќи низ Егејскиот дел на Македонија, во Костурско запишал неколку народни песни. Тако ти Бога, девојко, как те зовет на име? О, душко лежив ти очи, ходи овамо, зарви ме. Твоето ти целвање ти се молам, дарви ме. Што си лепа, што си бела, што те љубам, девојко. Овие записи, објавени дури во 1958 година, денес се чуваат во Ватиканската библиотека. Првите пообемни записи на македонски народни умотворби исто така се направени на теренот на Егејска Македонија, а ги запишал рускиот научник Виктор Ивановиќ Григоровиќ за време на неговиот престој во повеќе места на Македонија во 1844-45 година.
Виктор Григорович престојувал на овие места, особено во егејскиот дел на Македонија, и собира секако филолошки материјал, не само филолошки и археолошки и така натаму, за да на некој начин покаже дека на овие простори живее словенско население, што особено на Русија им било многу важно во борбата со Османлиското царство, кое што во тоа време владело на овие простори. Григорович во Егејска Македонија запишал и песни, а дел од нив, враќајќи се низ Загреб, му отстапил на Станко Враз, кој пак ги објавил во списанието Коло во 1847 и 1848 година. Дел од записите на Григорович, главно од Воденско и Солунско, се објавени во списанието Казановскија губернскија ведомести во 1848 година. Согласно со ова што го работеа руските слависти, исто така го работеше еден друг познат славист Веркович, кој исто така овде на овие простори собира материјали во име на српската држава, која сакала да ги на некој начин да ги соедини сите тие словенски земји кои што овде на Балканот постоеле под една држава под раководство на Србија. Затоа и го пратиле Верковиќ за да собира материјали како доказ дека овде има словенско население кое што зборува словенски јазици и е спротивно од грчкото, кое што во тоа време исто така вршело огромна пропаганда на овие простори. Стефан Верковиќ дошол во првата половина на 19. век во Серско, а во тоа време Сер и околината биле бастион на грцизмот во македонскиот дел, така што тој дошол со таа цел како агент, меѓутоа за да ја покрие таа дејност се прикажувал како старинар, како собирач на стари ракописи, на фолклорни материјали, етнографски, на нумизматички материјали и така натаму. Во 1860 година во Белград го објавил зборникот Народне песме македонских бугара со поднаслов Женске песме. Таму има околу 300 и нешто песни, од кои поголемиот дел, околу 260 песни, се од познатата пеачка Дафина од село Просеник, Серско. Таа пеачка Дафина, за која што тој пишува дека била голема пеачка, дека заслужува да биде наречена и Омирка, ја споредува со Хомер, значи. За неја пишува дека секогаш кога ќе слушнела песна, веднаш ја запаметувала, дека таа му кажувала како секогаш кога ќе разберела дека во некое село има човек што знае да пее песни, да кажува, веднаш го посетувала и ги учела песните. На времето била толку позната што во целиот крај ја викале да ги раководи хоровите за свадбите што се одржували и така натаму. Значи се работи за една бистра личност која знаела голем фонд народни песни. Дегиди луди млади години, летнавте како сини галаби, паднавте во момини дворови, легнавте на момини скутови, преспавте у момини пазови, за мене кајл не се сторивте. Стефан Верковиќ имал силно влијание врз цела плејада македонски интелектуалци и идни собирачи на македонски народни умотворби. Димитрија Миладинов, Кузман Шапкарев, Јордан Хаџи Константинов Джинот, Рајко Жинзифов, Димитар Поп Георгиев.
Важно е да се каже дека тој не действувал во насока на асимилација или однародување на македонскиот народ, туку напротив секаде истакнувал дека се работи за една словенска гранка недоволно позната во светот, но која што има своја народна култура и која што се разликува од фолклорот, од културата на другите балкански народи. Освен песни, Верковиќ собрал огромен фонд на други фолклорни и етнографски материјали од јужните краишта на Македонија, што сепак не ги објавил во текот на својот живот. И негови фолклорни материјали се наоѓаат во различни архиви во Софија, во Петроград, во Белград и така натаму, и од овие материјали се објавени 5 тома македонски народни умотворби. Од материјалите останати во ракопис, една збирка песни се чуваше во архивот на Српската академија на науките и уметностите. Тоа представува извонреден материјал и доказ за автентичноста на македонскиот фолклор и на македонскиот идентитет од половината на 19 век и од крајот на 19 век. Меѓу најрано објавените македонски народни умотворби од егејскиот дел на Македонија спаѓаат и тие од големиот зборник на браќата Миладиновци, објавен во Загреб во 1861 година. Во зборникот на Миладиновци има доста песни од егејскиот крај на Македонија, кои што Димитрија Миладинов ги запишал, ги собрал и му ги испратил на Константина во Москва за да ги застапи во зборникот, и тие представуваат еден значаен дел во овој зборник. Народни умотворби од егејскиот дел на Македонија среќаваме и во зборникот на Кузман Шапкарев. Во неговиот зборник имаме доста материјали од егејскиот дел на Македонија, од Леринско, Костурско и други места, така што 19 век е период кога се направени навистина значајни записи од овој регион. Меѓу кратките фолклорни жанрови запишани од Шапкарев има поговорки и гатанки од Кукушко, Солунско, Костурско и други места од егејскиот дел на Македонија. Во тоа време, во Македонија, бидејќи не постоеле услови за објавување на вакви материјали, тие се објавувани во туѓи центри културни, да речеме во Софија, во Цареград, во Петроград, во Белград и така натаму, и поради тоа носат туѓо национално обележје. По Балканските и Првата светска војна, Македонија доживува уште поголема криза, со тоа што е поделена меѓу соседните држави Бугарија, Србија и Грција, а некои делови остануваат во Албанија. Со поделбата на Македонија, целата територија потпаднала под робство, значи само турското робство е заменето со ново робство, така што било тешко да се запишуваат народни умотворби. Иако ова бил тежок период, сепак објавени се неколку важни зборници со македонски народни умотворби. Такви се двата зборника на Андре Мазон со поетски и прозни народни умотворби објавени во Париз во 1923 и 1936 година. Запишани се на македонски јазик, на дијалект, бидејќи тој како славист, како дијалектолог гледал да бидат точно запишани на дијалектот. Запишани се со латиница, објавени се значи со латиница, со наслови на француски јазик, меѓутоа текстот е објавен на македонски јазик. По Втората светска војна, во отсуство на услови за собирање и истражување на фолклорот од егејскиот дел на Македонија, објавени се неколку збирки со македонски народни умотворби, собрани од жителите од овој крај, раселени по светот.
посебно место заземаат записите на Михалис Раптис. Од иселениците во Европа и во Америка тој успеал да собери, тогаш живеел во Романија и тие материјали се објавени овде во Институтот за фолклор Марко Цепенков. Авторот забележува дека многу од информаторите, особено жените, го молеле да не им ги запишува имињата, зашто грчките власти биле многу сурови кон оние што пееле на македонски јазик. И самиот Паскал Паскалевски пишува колку било тешко да се запишуваат овие народни умотворби, затоа што луѓето се плашеле од освета на грчките власти. Збирката на Михалис Раптис со наслов «Фолклорот на јановенските села во Костурско», објавена во 1977 година, настанало во Тугина. Михалис Раптис по потекло од селото Слиминца, живеел во Букурешт и успеал од раселените лица да го запише фолклорот на родниот крај. Така настанува оваа збирка. Токму затоа, голем број од збирките кои што ги имаме со фолклорот на македонците од егејскиот дел на Македонија се снимени од луѓе бегалци кои што 48 после тој познат историски фат екзодус се расшириле низ целиот свет и низ источна Европа. Мора да се споменат и следниве изданија. Збирката на Ѓорги Доневски, Сокол ми лета високо, со нотни записи на Живко Фирфов, објавена во Скопје во 1978 година. Книгата на Стојан Ристески, со наслов Костурчанки, со песни испеани од познатата пејачка група со исто име. Потоа книгата на Кирил Пенушлиски, Народната култура на Егејска Македонија. Од архивата на Институтот за фолклор Марко Цепенков, Александра Поп Василева објавува зборник со македонски народни приказни од Костурско, а Трпко Бицевски објавува неколку зборници со народни песни од Церско, Демир Хисарско, Драмско, Костурско, Воденско, Леринско, Кукушко и Мегленско. Се работи за народни умотворби од егејскиот дел на Македонија, кои што го представуваат фолклорното богатство на овај крај, а се дел од севкупното македонско фолклорно наследство. Народните песни, приказни, кажувања, легенди и преданија на македонците од егејскиот дел на Македонија се најсилниот и најтраен доказ за нашиот македонски идентитет на тие простори. Ги има од секакви видови, од секакви типови, со голем број на мотиви и фолклористите често велат, главното прашање на фолклористите е следно: како ние можеме да докажеме врз основа на, да речеме, народните песни, па и народните приказни, подоцна дека тие се автентични македонски. Песните, приказните, преданијата, легендите, детскиот фолклор, кратките жанрови се непресушен извор на диалектолошки, но и музички информации, чија научна, лингвистичка и музиколошка вредност го надополнува културолошкиот контекст на современиот македонски јазик и култура. Мотивите и варијантите на љубовните песни од егејскиот дел на Македонија покажуваат дека тие представувале една целина со љубовните песни кои се пееле и во другите делови на Македонија, а најмногу се разликувале по именувањата на топонимите или личните имиња. Во нив главно се пее за убавината, за младоста, за љубовните копнежи.
Песните со љубовен карактер главно зборуваат за средби, за љубов меѓу момче и девојка, често се и шеговити и така натаму. За разлика од тоа, ако гледате од денешна перспектива, народните песни, да речем во популарната култура, зборуваат секогаш за некаква разделба. Тоа е во суштина еден многу интересен момент за истражување на културата на македонците уопште. Мори чупи костурчанки, расширејте го орото. Расширејте го орото да ви виде фустаните. Чиј е фустан дамкајлија, да се стора севдајлија, да се стора севдајлија од фустано на чупчето. Љубовните песни се најзастапени во зборниците на Шапкарев и Миладиновци, со што се потврдува нивната популарност. Перунико гиздава девојко, тихом пееш, далеко се слуша. Чувате овчар през 9 планини, оставил си трло неградено. Уф, трло стадо неброено, уф, стадо ведро позлатено. Потврда за популарноста на љубовните теми се песните собрани во средината и кон крајот на 20 век. Парстен ти падна, недо, удан де река. Овчар помина, недо, тој ти го најде. Тој ти го најде, недо, не ти го дава. Дур да не му таксаш, недо, белотолице. Такса му такса, не ми го дава. Дур да не му таксаш чарните очи. Такса му и такса, не ми го дава. Обработените љубовни мотиви, како жалењето по младоста, девојка бегалка, карактеристични семејни односи и слично, потврдуваа дека тие навлегувале во секоја пора од социјалниот живот на македонците. Може да се забележи дека македонските народни песни од Егејска Македонија изобилуваат со стилски фигури, развиени и инспиративни метафори, алегории и компарации. Брееш, што си толку хубаво, хубаво бело црвено, како петричка јабулка, като негушка калинка. Ил си од Бога паднало, ил си в градина никнало, или те злата руковал. Посебен вид на песни кои привлекуваат внимание заради нивната популарност се трудовите песни, односно песните кои зборуваат за секојдневната и главно макотрпна работа на народот. Од зборникот на Миладиновци ја издвојуваме "Заплакала ми голема нива". Заплакала ми голема нива на врв планина. Оф, леле Боже, оф, мили Боже, как не се најде најдобар јунак, да ми изоре, да ме посеит. Бела пченица црнокласица, да му наполнам 9 амбари, да си оженит 9 синои, да си омажит 9 девојки, да си покрстит 9 внучини. Другите песни кои што се интересни и за фолклорот егејскиот дел на Македонија се разбира се печалбарски. Тоа е еден од најпознатите печалбарски краеви, таму некаде крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Печалбарството било болно искуство кое македонскиот народ го опеал во народните песни, во кои со голема горчина се пее за тешкото прилагодување кон новата средина, новата култура и обичаи. Пуста да остане мајко Америка, Америка земја печалбарска. Многу души мајко осанаја, кој без рака, кој без нога. Моето либе мајко е без глава. Постојат голем број на песни кои што е многу интересно, кои што се од имат еден обреден квалитет. Тие се, може да се каже, обредните песни едни од најархаичните македонски песни. Зошто? Затоа што во нив главно среќаваме елементи и мотиви кои што се од предхристијански карактер. Би рекол така, не сакам да го потребам пагански, но предхристијански елементи. Многу тие елементи навлегува подоцна во песните со религиозен карактер, обредните песни за Божич и за Бадник и така натаму, кои полека
нашата православна црква, модифицирајќи ги презема, се разбира затоа што народот едноставно сите тие обредни песни и сите тие дејства кои што ги прават во врска со обредите им се значајни и ги практикуваат со илјадници години наназад. Соодветно, на денот на кој се изведувале одредени обреди, се пееле и ритуални песни, а тоа најчесто било за Великден, Ѓурѓовден, Лазаровден, Петровден и Божик, затоа тие уште се нарекуваат календарски песни. Божикните обичаи биле највесели и биле посветени на раѓањето на Христос, а коледарските песни ги пееле деца коледари. Лазарските песни се оние во кои најдобро може да се согледа ритуализирана пракса. Тие се песни кои обично ги пееле групи на девојки неколку дена пред Лазаровден. Посетувајќи ги домовите по селата, тие пееле, играле ора и ги величале одредените членови на семејствата. Дедо ора по селото, ој Лазаре, мома вежи градината, ој Лазаре, овчар пасе слино стадо, ој Лазаре, о Лазаре, о козаре, Лазаре, пособери силно стадо, Лазаре. Од другите календарски песни треба да се споменат великденските и ѓурѓовденските песни, кои во себе имаат митолошка или религиозна содржина, соодветно на мешањето на паганските и православните мотиви. Кога ни дојде Лепи Ристоса, сички дрвја просто станае, се поклоние. Во зборниците со народни умотворби, особено тие на Шапкарев и Верковиќ, запишани се поголем број на балади собрани од Церско и Костурско. Тука среќаваме балади со митолошки мотиви, со магиска содржина, историски балади, балади за љубовни и семејни конфликти, за човечки судбини и така натаму. Самовилите, чумата, змеовите, ламјите, сите се дел од ликовите кои ја стимулираа народната фантазија да пее балади со најчудесни содржини. Ако нешто е типично за песните од егејскиот дел на Македонија, пошто се познати, тоа се ајдутските и комитските песни. Тоа е секако разбирливо со оглед на тоа што токму на таа територија се случувале сите тие големи светски случувања, историски војни и така натаму. Вакви песни се застапени речиси во сите зборници, монографии и книги кои содржат материјали за фолклорот на македонците од егејскиот дел на Македонија. Историски гледано, во циклусот борбени песни, најстари се јуначките песни кои пеат за надприродните способности на јунаците во борба со нивните непријатели. Најопеан од сите е Крали Марко. Тој е јунак кој се сретнува во сите жанрови на македонскиот фолклор, почнувајќи од баладите па се до јуначките песни. С невеста си Марко говоре, невеста Ангелина. Слушај, море, што ќе речам. Запрегни се, мори, засукај се, да испечиш до 2 морски риби, да наточиш крондил благо вино, да донесеш на ладна механа. Кој ќе виде, севдем да завиде. Кој ќе чуе, севдем да се чуде. Во циклусот борбени песни треба да се издвојат народните песни од илинденскиот период. Во нив народните пејачи пееле за подвизите на комитите, но и за подготовките на народот за востание. Голем број на песни се тие комитските кои што зборуваат за македонските комити, голем број од нив зборуваат за Гоце Делчев, за посетата на Гоце Делчев на тие селата околу Кукуш. Во тие песни, Гоце е опеан како херој јунак кој треба да го спаси поробениот македонски народ и да му ја донесе толку очекуваната слобода.
Една од најсилните метафорични слики е сликата на поробена Македонија, која низ песните се сретнува како млада мома македонка, а некогаш и како покривка од црна земја. Гоце е комитата кој го дава својот живот за Македонија, не желејки за себе. Архивата на Институтот за фолклор денес ги чува записите од сите приказни собрани од раскажувачите од Егејска Македонија. Тука се сретнуваат приказните за животни, волшебните приказни, легендите и преданијата, анегдотите и личните кажувања. Приказните од Костурскиот регион типолошки соодвестуваат со сижејата на голем број приказни од целиот свет. Во нив среќаваме интернационални и веќе добро познати мотиви. Тоа што е најзначајно за овие приказни е јазикот, односно изворниот костурски дијалект на кој приказните се раскажани. Особено легендите и преданијата, како и личните кажувања, изобилуваат не само со јазичко, односно дијалектолошко богатство, туку и со локализми кои поточно го одредуваат географскиот простор и времето на нивното настанување. Во зборниците кои се објавени во Институтот за фолклор има обемен материјал токму за народните приказни од Егејска Македонија. Во книгата «Македонците од Канада раскажуваат» на Александра Поп-Василева дадени се голем број сведочења за преселбите и за животот на македонците од Егејскиот дел на Македонија во Канада. Овие кажувања се од непроценливо богатство, кое оди во прилог на историјата на нашинците од тој крај, но и на историјата на Македонија воопшто. Поговорките, пословиците, брзозборките, гатанките и детските игри се исто така составен дел на фолклорот од овие краишта. Во книгата на Михалис Раптис со наслов «Фолклорот на јановенските села во Костурско» има богат материјал од областа на кратките жанрови, како што се тажачките, приспивните и детски песни, благослови, клетви и брзозборки. Особено се интересни приспивните песни и детските игри, со оглед на тоа што тие представуваат и податлив етнолошки материјал. Шан, шан, шанулка, шанка ојше завода, со две стамни урачки и ведрото на глава. Тури лудо по шанка да му издроби стамните и ведрото. Цвика шанка да плачи, лудо ми ја малчеше. Малчи шанко, не плачи. Утро име на пазар да ти купам стамните и ведрото, пални натре кајтици, пални натре шакерки. Ако има век, има и лек. Како дробиш, така ќе јаиш. Не пуврат, туку пушија. Јазикот нема коски, се врти на сегде. Една црква на еден потпор. Габа. Силен бик на поле рика. Ветер. Кога станува збор за богатите фолклорни и етнографски материјали од Егејскиот дел на Македонија, може да се забележи дека етнографските се помалку бележени и објавувани за разлика од фолклорните. Во минатото на етнографските материјали како да им се давало помало значење, како да се сметале за материјали со помали вредности. Свадбените обичаи навистина представуваат вистинско богатство. Запишани се во Кукуш од страна на Димитрија Миладинов, кога бил учител таму, и го представува сето тоа македонско национално богатство кога се работи за свадбата. Вакви обичаи се објавени и во делата на Стефан Верковиќ, но и кај други запишувачи. Описот на свадбените обичаи во зборникот на Миладиновци е од половината на 19 век. Во овој запис се вели дека момчињата и девојките се избирале, односно се бендисувале на народните собири, каде што се играле ора, пред се на големите празници, како на пример на Великден. На такви собири, младите се бендисувале, но дури по татковото согласување се подготвувал армасот, односно свршувачката.
Другиот ден кај момчето се собирале околу 30 дечиња на возраст од 4 до 10 години и една стара жена ги водела кај невестата. Момата ги пречекувала и им целувала рака, а потоа ги послужувала со храна. Во зборникот на Миладиновци е опишан и големиот армаз, што се правел 2 недели пред свадбата, кога момчето со роднините и пријателите одело кај армасницата. Тогаш мајка му во тепсија носела сукно благо, а снаите го носеле коланот или појасот со пафти, прстени, шамија за раце, за глава, тульбен, фес, огледало, чешел, но и жолтици, а момчето носело шамија со овошки. Кога ќе стигнеле во домот на девојката, мажите седнувале на едната страна, а жените на другата страна стоеле простом. Тогаш излегувала момата, придружувана од една дружка, им целувала рака на мажите, но не и на момчето. Потоа се го штевале, јаделе и пиеле, а утрото момата им потурала вода да се измијат, потоа им давала по една риза, а сите ја дарувале со по една жолтица. Тоа се викало голем армаз. Обичајот замес се изведувал 3 дена пред свадбата. Имено во четвртокот рано наутро, кај момчето меселе 2 погачи, едната за момата, а едната за кумот. 3 девојки засејувале брашно на 3 сита и го собирале брашното на едно место. Мало дете со живи родители ставало сол и вода и со дрвце кое на крајот имало топовче и кое го викале кукудавка, го замешувало брашното со водата, а потоа девојките го меселе лебот. Тој обичај се викал замес. Истиот ден ја правеле и феруглицата, односно бајракот. На една трска ставале зашиена бела везана риза, а на врвот ставале јаболко со злато. Потоа една девојка облечена во облеката од момчето, со машки фес на главата, носејки го бајракот, го поведувала танецот во кој играле и другите девојки. Потоа кај невестата испраќале ковчег во кој имало бамбакерно семе, јачмен и 3 јаболка. Откако ќе го донеле, седнувале врз него, а девојката им целувала рака и ги дарувала, а потоа и го предавале ковчегот. Истата вечер една група од 7 осумина ја земале погачата месена за кумот и оделе да го канат за венчавање. Во петокот попладне кај момата иделе незини роднини, моми и невести, за да ја плетат. Кога ќе завршеле и ги ставале фесот и шамијата што и ги дало момчето на големиот армаз. Во саботата го колеле волот. Се велело, без вол не бидвит свадба. Попладнето, со вино ги канеле гостите што ги поканиле и во петокот. Кога ќе пристигнеле кај девојката, деверите, свекрвата, кумата и снаите оделе кај низината одаја. Девојката била обколена од роднини, кои држејки решето со бабмакерно семе и 3 страка запалена борина, пееле. Потоа се собирале гости, а невестата и зетот им се поклонувале и им подавале чаша со вино, а потоа невестата ги дарувала, префрлајки им ги даровите преку рамо. Ако некој може да ја следи свадбата од почетокот до крајот, ќе си помисли дека гледа едно филмувано дело. Во егејскиот дел на Македонија, свадбата представувала голем настан, вистински празник на духот. Но освен свадбените песни, во записите среќаваме доста и празнични народни песни и обичаи во врска со празниците, со зимскиот циклус празници, со пролетниот и така натаму. Доста записи имаме во врска со Бадник, денот пред Божи, коледарските огнови, коледарските песни. Имаме и други обичаи, да речеме лазарските обичаи, лазарските песни, како дел од пролетниот циклус, кога на Цветници и Лазара се пеат песни, така наречени лазарски песни.
Исто така богати се и ѓурѓовденските обичаи, кога се слави пролетта, доаѓањето на пролетта, вегетацијата, со многу обичаи, со многу песни, со многу магиски дејствија, со верувања во моќта на билките. Значи имаме едно фолклорно богатство кое што представува значаен дел од севкупното македонско фолклорно наследство. На Василица младите се преправале во Арапини за да изгледаат што пострашно. И низ драмска игра со многу елементи на фолклорен театар се играло и се пеело. Облечени во парталави алишта и овчи кожи, со високи капи со рогови од волови, на појасите со војнички ножеви, звонци и клопотарци. Младите Арапини играле по сокаците, а децата оделе по нив и им пееле. Посебно интересен обичај од егејскиот дел на Македонија бил обичајот ешка, која што се изведувала, значи обичај што се изведувал за Нова година. Интересно е во записите што и малите деца и возрастните луѓе ги изведувале овие обичаи посебно и обичајот ешка бил изведуван со маскирање, со разни фолклорен театар. Секоја тајфа имала по 15-20 души, меѓу кои имало по неколку невести, што всушност биле момчиња облечени во женска облека. И невестите и момчињата биле маскирани, некои биле вооружени со топузи, со исцрнети лица и се нарекувале Арапи. За запишувачите на македонски фолклорни и етнографски материјали особено интересни биле русалиите. Иако биле познати во повеќе региони на Македонија, најдолго се задржале во Долновардарскиот регион меѓу Гевгелија и Солун. Русалиите се една група што обичаите ги изведувале од Божик до Водици во тој период на така наречени некрстени денови, кога според верувањето негативните демони се во движење, кога духовите се во движење, кога прават многу штета на луѓето, поради тоа луѓето се воздржувале од некои работи, да речеме жените не работеле некои потешки работи, мажите не оделе на печалба во тој период. Кузман Шапкарев уште во 1884 година објавил посебно издание за русалиите во Јужна Македонија, при што дал детални описи на овие обичаи во Кукуш и околината. Тргнувале по селата како русалиски дружини, во кои што имало еден балтаджија со секира и другите имале сабји, играле русалиски ора, замавнувале со сабјите, со тоа ги бркале негативните демони, особено ако имало болен или изнемоштен човек или мало дете болно, ги носеле кај русалиите, верувајќи дека тие со своите игри ќе ги избркаат негативните демони, болестите и така натаму. Како што пишуваат истражувачите на овие обичаи, русалиската дружина најпрви нодела во црквата, каде што земала причесна и благослов од свештеникот, и дури потоа излегувале пред црквата, каде што заигрувале 3 ора пред да тргнат на 12-дневно патување и изведување на овие обичаи. Се верувало дека секоја куќа во која што ќе играат русалиите ќе биде заштитена од болест, ќе има среќна година и богат берикет. Над секоја врата зарежувале крст, а ако во куќата имало болен, тројце играчи се затрчувале кон неговата постела, замавнувале со сабјите, вкрстувајќи ги и верувале дека со тоа ја плашат и ја бркаат болеста. Се внимавало да не се сретнат две русалиски дружини. Во такви случаи, требало едната дружина да ја признае надмоки на другата и да помине под сабјите на играчите од посилната дружина. Бидејќи никој не сакал да покаже слабост, доаѓало до тепачки со смртни последици, а загинатите ги погребувале на самото место на настаните, поради што повеќе топоними се познати како русалиски гробишта. Пред
тргнување сите се поздравувале како навојна да одат, затоа што се случувало многу русалии да загинат, особено во меѓусебните пресметки меѓу русалиските дружини. Во црквата влегувале со сабиите нагоре, а излегувале по молитвата, откако ќе бакнеле икона и ќе биле попрскани со светена вода, со сабиите свртени со врвот надолу, како поклон и прифаќање на новата вера. Со уште многу други обичаи, верување и суеверија е исполнет животот на населението од Егејска Македонија. Обичаите поврзани со новороденчето и крштевањето, со никнувањето на првиот зап, погребните обичаи, трудовите обичаи, оние поврзани со жетвата, со сеидбата и многу други, зборуваат за една развиена народна култура во овој дел од Македонија. Значи, јазикот пред се, фолклорот кој што склучува обичаи, песни, приказни и така натаму, и религијата. Се разбира трите клучни моменти кои што се важни за овој идентитет. Се разбира, најмалку акцент досега и во текот на овие 100-200 години ставен на фолклорот. И денес гледаме дека тој се маргинализира кога е во прашање потрагата по идентитетот, со црстување на тој културен идентитет на македонците. Најважно за нас македонците тука во Грција е дека иако повеќе од 100 години се превзедува еден куп мерки за македонската традиција, јазикот, фолклорот да исчезнат, успеавме да ги зачуваме. И така ден денес во 21 век на полно македонски села се пее на македонски, се негуват ората и песните и обичаите како што е Коледе, Лазарица, бабарите и така натаму. Лек по лек испаднаа некои деца, јаки да кажеме, што сакаа да се баркаа културата, да не се плашат да окажуваат по македонско орто. Лек по лек почнаа да клават и по 2-3 ора, по 2-3 песни да се пее. Само еден податок ќе спомнам дека до 90-те години, кога поголем страв постоеше, само во 4 села низ Егејска Македонија се пееа македонски песни по разни панагјури и собири, сега се пеат на над 200 села. Тоа успеавме да се зачува. Песната и орото ќе го слушниш во панигири, ќе го слушниш во свадби, многу разници што пееме, а дети што правиме у селото. Децата се први у орото, македонски ора. Кога играат оро, си пеат. Си пеат македонски песни. Не го лафат езико. А го слушат македонски песни, се озлават. Го имат натре у срцето. Ки пулис да играат оро, народ ки пуле и ки си пеат. Кад се играат оро, ки си пеат. Музиката не пее, децата си пеат. Го имат отнатре.